Почитувана колешке, ги искористите вашите 9-10 минути и при тоа успеавте да не кажете ниту збор за предложените заменици министри и според мене со тоа вие ги навредувате истите, затоа што најверојатно или нема што да кажете за нив, да се пофалите со нивната професионалност, или пак сметате дека не се битни. Може би како пратеничка требаше да посветите внимание на тоа дека само 2 жени има од вкупно 16 заменици министри. Тоа е поразително и продолжува таа тенденција и со оваа влада. Зборувате за предвремени парламентарни избори, дека не требало и не знам дека имало поважни работи. Не. Многу е важно што е можно поскоро да има предвремени парламентарни избори, затоа што не постои сфера во општеството каде што нема криза. Криза во здравство, енергетика, економија, политичка криза, безбедносна криза, каква и не друга криза. Токму затоа изборите се многу битни. Кога зборувавте конечно на крајот од вашиот говор, рековте дека ќе посветите внимание на замениците и за жал го прескокнате тој дел. Може би требаше да кажете дека, еве, например, заменик за земјоделие ќе биде професор по математика. Па што има тој во неговото CV бекграунд? Заменик министер за одбрана ќе биде професор по физичко воспитание. Или може би сакате да ги заскриете овие факти и токму заради тоа не зборувате за тоа. Кога зборуваме за фокус на пандемијата, еве, министерот за здравство имаше можност да се докаже во овие колку се месец дена со мерки кои што ќе значат справување со пандемијата. Што направи министерот за здравство? Ги собра верските лидери и испрати една силна порака. Народе, моли се што поскоро да ја нема оваа влада и спаси се само од пандемијата. За жал, владата потврди, како и премиерот начело на владата, па и замениците министри, не верувам дека ќе можат да се справат со надојдените проблеми. Наместо да се зафатат со решавање на реалните проблеми, за жал, таргетот повторно е кон Бугарија. Таргетот е повторно кон продлабочување на кризата, затоа што целосно работи спротивно од она што се зборува на говорницата, а тоа е дека ни треба брза интеграција во ЕУ и дека владата на СДСМ и ДУИ ќе не однесе.